Jeep минатата година е зголеми својата продажба на европскиот пазар за околу 4%, со очекување годинава уште повеќе да ја зацврсти својата позиција. Затоа во услови на континуирано заострување на еколошките прописи може да се стори само со електрификацијата. Според податоците од компанијата на плагин хибридите кои во моментот сочинуваат четвртина од вкупната продажба на стариот континент, годинава ќе им пристигне засилување со обични хибридни модели. Првите два со суфиксот и хибрид во ознаката веќе се представени. Тоа се малиот Ренегейт и популарниот Компас. Нивното погонско срце базирано на 1,5 литарскиот турбобензинет со директно впрскување на горивото развива 130 коњски сили и максимален вртежен момент од 240 Нм. Моторот е споен со 7-степен менувач со двојна спојка со интегриран 48 волтен електромотор со моќност од 20 коњски сили и 55 Нм вртежен момент. Тој сам работи исклучиво при поаѓање и возење со мали брзини, а при силни забрзувања му помага на бензинскиот мотор. Има улога и за регенеративно кочење со кое се полнат батериите, чиј капацитет компанијата не ги објави, но затоа гласно се пофали дека оваа хибридна поддршка ги намалува потрошувачката и штетните издувни гасови до 15%. Стартот на продажбата е предвиден од Италија, Франција и Германија по цени од 32.000 евра за Ренегейт и 4.000 евра повеќе за Компас. Наредното хибридно проширување Jeep ќе го направи летово со воведување на 4XE плагин хибридна верзија на новиот Grand Cherokee.